Здраво и добре дојде епизода 24, ова Уелкаст with Јосиф, поддржано од Феникс домовите за стари лица. На страна од тоа што традиционално можеби темите кои што најчесто се обработуваат се здравје, исхрана, фитнес, психолози тука прошетале, денеска повторно имаме психолог по звање, но со многу друга титула и многу уникатна титула и затоа што голем дел од животот ние луѓето го поминуваме на работа и најчесто 8 часа во денешни услови кај што многу често е хибридно работењето, тоа може да биде и 10 и 12 часа да биде работа, е многу важна атмосферата во која што ние луѓето работиме, човечките односи кои што ги креираме таму, фрустрациите кои што ни се креираат, мотивациите кои што ни се креираат и така натаму, и затоа ќе зборуваме денеска на многу интересни теми со човек кој што е одговорен за културата во компанијата, за процесот на вработување, за well-beingот на вработените, за развојот, за учењето, така да ќе уживате во одличен некаде саат. Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Instagram, Facebook, тоа се сите медиуми на кои што ќе може да ја следите оваа содржина и секако дадете фидбек, бидете интерактивни, поставете и понатаму прашање или додадете можеби ваш коментар во контекст на темите и прашањата кои што ќе ги дискутираме денеска. Така да уживај и проследи оваа 24-та епизода. Владо, фала ти што ја прифати поканата. Фала ти на тебе. Да, и знам дека ти е прво експонирање кој што го кажа пред камера. Јавно, да. не би го кажал јас јавно, али сепак е експонирано. некаква медиумска експонираност. Ќе уживаме у овој саат, тоа сум убеден и ќе си поразговараме на темава и јас знам дека дури ќе ни биде малку, ама затоа после ќе продолжиме до бекаве да се домуабетиме, пошто првата средба знам траеше 3,5 сати, се одземавме и мораше да прекинеме пошто веќе немаше смисла, требаше да се прибереме дома. Како и да е, заедницава која што ја следи, ќе ја следи оваа епизода, голем дел од луѓето ја верувам дека не те познаваат, не знаат кој е и што е Владо, така да би ти дал време колку и да ти треба да ни раскажеш кој е Владо, како се деси да отидеш у овие води во кои што си и што е твоето секојдневие. Да. Ти благодарам Јосиф прво за поканата. Во секое време. Баш ми е драго што сум дел од твојот подкаст. Јас како што кажа немам искуство многу со подкасти. Можам да кажам никогаш во животов не сум ги снимал, ама ќе се потрудам да биде тоа колку може на некое попрофесионално ниво. Прво сакам да им се извинам на твоите слушатели, гледачи, гледачи, нели, заради жаргонските термини што ќе ги користам, затоа што прво морам да кажам дека официјален јазик на нашата компанија е англиски и ние скоро сите термини, да не речам, се на англиски. Така што некогаш ќе ми биде малку тешко да ги преведам на македонски, ама ќе одиме па ќе видиме како ќе. По име на квалитетот на содржината и доловување на поентата, тоа уопште верувај нема да биде проблем. Ја можеби ќе улетам со исправка, ама и да нема исправка, апсолутно е. Одлично. Океј, тогаш само на кратко значи да се представам, Владимир Владо, Влад, како ме викаат различно во компанија, јас сум дел од Сивус повеќе од 15 години. Во моментов сум Head of Learning and Development или управител на одделение за обуки и развој на вработени, нешто така би дошла позицијата. Многу долги години бев дел од различни ресерчи кои што се случува во компанијата, различни проекти, различни експериментални проекти можам да кажам. И ова што моментално го правам продолжува да оди во таа насока на истражувања, опипување на нови трендови, нови можности, нови начини на функционирање во областа на learning and development и како можеме да го задржиме фокусот на денешните, да речеме, ајде така да кажам, генерации кои што почнуваат да стануваат работна сила. Конкретно во моментов, да речеме, актуелни стануваат Z генерацијата, тие не се најголем
предизвик, можам да кажам. Z би било негде родени 96-та и навака. Натака. Да. Така што тоа се генерации кои што имаат нови барања, нови начини на размислување, наметнуваат нови трендови на работење, бараат многу пократки, поконцизни начини на како да кажам елаборирање на информации, на споделување на искуства, сакаат брзи, готови рецепти за тоа како да се успее, нели? Сега и тука одма, ако може да се стигне до некој увид или информација. Така што ние гледаме колку можеме да ги пратиме тие трендови, не е секогаш едноставно. Значи, дури, еве, можам да кажам дека Learning and Development, ако го споредам како функционира денес и како функционирало пред 10 години, е многу различно. Значи, сега одиме се повеќе на micro-learning style, значи кратки информации, екзактни, прецизни, со готови рецепти, готови тулови кои можат да ги имплементираат. Така што генерално се повеќе се оди на, ајде така да кажам, скратување или кондензирање на информациите. Значи богати, прецизни информации за пократко време. За кратко време ќе ни дојдат и уште поновите генерации, тоа се нашите деца денешни. Што ќе треба со инфузија некако да да, влезе. TikTok генерации, значи каде што тој тенацитет, да речеме, на внимание некаде веќе доаѓа до 20 минути. Многу потешко. Овие зетерите можат и подолго да одржат. Да одржат внимание, меѓутоа, да речеме, помладиве генерации уште е пократок тој спен на внимание и за да им го задржите вниманието и тоа да изгледа приемчиво за нив и да можат да ве разберат, мора да бидете многу кратки, јасни и екзактни. И затоа имаме проблем со образовниот систем денеска, генерално. Затоа имаме недоразбирање помеѓу методите кои што ги користиме во образование и како тоа децата тие се отидени неколку светлосни години пред тоа што им го пласираме како информација. Апсолутно. Така што се повеќе ќе се оди на дигитализиран пристап, на програми кои што ќе бидат онлайн, кои што ќе бидат во кратки видеа, као што е, нели, сега YouTube, да речеме, е долга веќе платформа, мислам. Добро, и они направија опција Shorts, нели? Ето, затоа одиме сега на Shorts и се повеќе ќе одиме натака, а експлозијата на информациите со кои што се сретнуваме секојдневно е можам да кажам застрашувачки во денешно време, затоа што нели ние долги години и да речеме, еве, јас сум повеќе од 15 години во индустријава, во последните 10 години ние зборуваме за exponential times, дека живееме во експоненцијално време. И сега се сеќавам кога ќе си го вратам филмот пред 10 години, викавме дека се она што го има на интернет во моментов, додека ние зборуваме, за 2 недели од сега ќе се дуплира. Денеска новите бројки, кога ќе ги прочитате, ќе видите дека сите информации што во моментов постојат на интернет, а тоа експлодира на дневна основа, ќе се дуплира, значи не зборуваме за зголемување некој процент, некој дуплирање на информациите, ќе се случи за помалку од 12 часа. Значи од 12 часа од сега како што зборуваме, се што е на интернет во моментов ќе биде дуплирано. А и ние учествуваме еве моментално. А и ние учествуваме во тој, како да кажеме, нешто тоа е корисна информација, нешто тоа е шум, нешто тоа е редунданца, нели? Нешто многу информации се повторуваат, се преклопуваат и така натаму. И многу често се случува да дојдеме и до конфузија, да одвоиме што е правилна информација, што е погрешна информација, што вреди, што не вреди. Многу време ќе губиме на филтрирање. Јасно. Ладно, вака, психолог си, знам дека така тоа психологија е твојот мејџор на кој што си студирал и што ќе правеше Владо ако не ги фатеше овие води? Дали имаш можеби некоја представа или не ни сакаш да помислиш? Што ти се допаѓа тоа што го правиш? Да, значи можеби ако бидејќи јас ако се вратам наназад тоа што го имам завршено, бидејќи имам завршено природно-научна гимназија, веројатно би било нешто во насока на природните науки. Мене, да речеме, кори интерес долги години ми беше физика. Обожавав физика и многу ја сакам. И затоа да речеме, НАСА ти е мајцата. Затоа им е НАСА, да. Не сум јас поврзан никако со НАСА, меѓутоа НАСА ми е синоним за иновации, технологии, се што е моментално хајтек, истражувања во области и така натаму.
тоа е повеќе символични, нели, символично. Меѓутоа генерално сигурно би било природни науки и сигурно би било нешто поврзано со можеби физика. Затоа да речем и на факултет имавме една област што се вика психофизика. Значи физиолошки како ги обработуваме информациите. Јас повеќе во студиските денови моите интереси беа повеќе насочени кон тврдата, ајде така ја викавме, тврда и мека насока во психологија. Меката насока е повеќе каунселинг, нели, коучинг и психотерапија и така натаму. А тврдата насока е психолошки мерења, психометрија, статистички податоци, анализи на податоци, нормални дистрибуции и така натаму. Дали еве зборуваш за брзина со која што нели добиваме информации, брзина со која што сакаат луѓето да научат одредена тема или можеби технологија, да се стекнат со одредени вештини. Дали еве тебе лично можеби во секојдневието ти прави тоа притисок дека толку многу брзо еволуираат работиве и јас сум одговорен за овие луѓе да добијат нов пософистициран начин на учење, прилагоден на нели нивните потреби, барања и генерацијата од која што доаѓаат, или можеби ти прави возбуда дека и ја нешто ново ќе научам, и јас сега ќе се прилагодам на нив и ќе им помогнам подобро, знаеш, затоа што или ти го прави анксиозност и ти прави ајде овие генерации новиве ништо не разбираат, у наше време беше нели вака и вака беше подобро, или ти прави возбуда и сакаш да ти е предизвик. Како кај тебе изгледа внатрешно тоа? Не можам да кажам дека новите генерации или како што викаме во наше време беше се подобро и сега работите се многу полоши и сега сите страдаат анксиозни, депресивни реакции и така натаму. Не е дека тоа не се случува. Не е дека немаме како го викаат fear of missing out, дека пропушташ многу ако не си го отвориш телефонот или ако не провериш социјални мрежи. Меѓутоа ако научиш добро да се заштитиш од тоа и ако научиш да работиш како викаме паметно, а не напорно, тогаш има начини како да пристапиш кон работите за да доеш до структурирани, прецизни информации што ти требаат без да завлезеш во читање со денови и со месеци на бескорисни информации кои што многу често се и дупликат или како да кажам или редунданца на поразличен начин. Така е. Интерпретирани. Така е. Така што постојат многу такви методи, поготово од аспект на како да го управуваме своето време, како да издвоиме тоа што е итно и битно, тоа што е помалку итно и помалку битно. Постојат еден куп алатки. Ние дури како дел од нашата онбординг програма во компанијата имаме сет на тулови кои што им ги даваме во старт на вработените, за да ги спремиме веднаш со ете тоа што зборувам. Готови алатки за да можеш да бидеш спремен да одговориш на предизвиците на денешното време. Затоа што има, значи, застрашувачки колку многу информации. Ние ако сакаме, можеме, не ни е доволен ни овој живот, ни сите животи на луѓе што некогаш живееле на планетава за да ги покриеме сите тие информации. Не постои можност тоа, затоа што на дневна основа е дуплирањето. Така што начин на кој што можеме да пристапиме кон работењето, нели, не таа тема уште одамна ја зборуваме на комплексити и како да се пристапи, и како да се справиме со промена. Не само што има многу информации, него многу брзо се менуваат работите. Тешко е да ги пофатиш ситуациите и случувањата. И затоа треба да прво се биде отворен кон промена, значи да бидеме прво флексибилни и адаптибилни на тоа што се случува, затоа што промени ќе има. А луѓето генерално, еве ги гледам не само ние, него и младиве генерации се многу отпорни на промена. Значи, отпорни сме, мислам, природно ние како битија сме отпорни кон промена. Имаме отпор кон промена не затоа што не сакаме нови работи, луѓето кога нели не би била промената, луѓето никогаш не би влегувале во бракови, не би авантуристички дух не би имали и така натаму. Не е дека луѓе не се обидуваат да прават нови работи, меѓутоа иницијалниот импулс кај човекот е да не ја направи промената. Затоа што нашиот нервен систем сака да не заштити од ризиците кои што ги носи промената. Абсолютно. И секогаш ќе тригерира некаква доза на страв, која што нас ќе се труди да не одвраќа од тоа или да не
пика назад по зоната на комфорт, кај што е пријатно, све е предвидливо, све е јасно, кристално, нели? Све што ни е комплетно јасно, све што ни е пријатно, нормално, што викаме on autopilot, тоа е нашата зона на комфорт. Прв пат кога ќе почувствувате тригер некаков, еве се јас сум на подкаст, малце сум, нели, некоја вознемиреност, да, тоа е некоја мала доза на возбуда или вознемиреност, тоа е знак дека сум излегол од својата зона на комфорт. Меѓутоа, ако го надминете чувството и сватите дека тоа секогаш ќе ви се случува, без обзир што и да направите, уживате, секогаш ќе го имате тоа чувство на мала блага доза на трема, блага доза на страф и така натаму, што се труди да ве бутне назад во зона на комфорт, затоа што надворот таа зона е ризично. Може ова да ви се случи, може да ве поинаку разберат, може зашто да си го комплицирам животот и така натаму. Така што генерално природната тенденција секогаш ќе биде да останеме во нашата зона на комфорт. Меѓутоа, ако останеме таму, ние никогаш нема да научиме ништо ново. Ние ќе функционираме секогаш на оние начини на кои што функционираме и ќе не можеме да очекуваме дека нешто за нас ќе се промени ако ние не ги бутнеме работите за да ги промениме, нели? Тоа е добра филозофија на човек кој што е одговорен за учење и развој на компанија која што у моментов е така ќе стане најверојатно и меѓу топ 20 компании по големина и тоа е стварно сериозна бројка на толку илјади луѓе да се изгледа така координирано и мене ми е најфасцинантно, тоест не најфасцинантно, многу работи ми се фасцинантни поврзано со кохезијата и можеби тој систем на кој што функционира во Сивус. Една од нив е како се надминуваат меѓучовечките загрозени односи. Како вие како компанија се трудите да на сите вработени им овозможите да имаат чувство на припадност, дека не се обидува некој таму да ги зафарли, да се чувствуваат невредно, да ги средат можеби односите помеѓу нели кор тимот, главниот тим со кој што секојдневно соработуваат, пошто нели се тоа структури, луѓе поделени во тимови, како успевате тоа да го задржите залепено и да функционира, да не се распадне? Значи, морам да кажам дека процесот на селекција е многу битен во самиот старт. Значи, без соодветна селекција на кадари, на потенцијални соодветни кандидати со кои што ќе направиме добар, како викаме, job match. Значи, ќе го поклопиш профилот на карактерот на човекот со позицијата за која што аплицирал. Тоа е многу битен момент и кога ги бираме, да речеме, потенцијалните вработени, еден од факторите нели е знаењето и експертизата која што е поседуваат. Затоа што во софтвер девелопмент индустрија без тоа, да се разбереме, не можете да функционирате и не можете да напредувате. Тоа е основното. Меѓутоа сум бил сведок на толку многу приказки на врвни експерти, на луѓе кои што биле, како да кажам, луѓе кои што не можете да ги надминете или да им парирате во однос на тоа што го знаат, а сепак не успевале да се најдат во фирмата или да просперираат заради тоа што го речете меѓучовечки релации. Значи, колку што се битни експертизата, знаењето, искуството, потенцијалот во техничка насока, во насока на знаење и информации, толку исто така е битна, порано ги викавме soft skills, сега ги викаме есенцијални скилови, нели, поново, затоа што стануваат битни. Не се толку, тие се софт, тие се врзани со персоналитетот и карактерот на човек, меѓутоа се есенцијални за да можете да напредувате во кариерата. Вие можете да бидете и джуниор, сме имали такви, ние имаме огромен број на талент програми, поготово за некои технологии што се екзотични или не постои факултет за тие технологии. И сега ние не можеме да најдеме соодветен кадар во таа област, меѓутоа затоа развиваме талент програми во телеком индустрија, во менедж сервиси и така натаму, кои што ќе ги таргетираат тие млади луѓе со многу добро развиени есенцијални скилови, кои што ќе им дадат да напредуваат и да учат.
Значи, техничкото знаење се учи. Со текот на годините вие ќе станете, за 3 години веќе можете да бидете добар интермедијат, за 5 години добар сениор. А тоа што ќе ви овозможни, да речам така да кажам сега, или навигирање. Да пливате Да. во меѓучовечките релации во една компанија се тие есенцијални скилови. Од аспект на тоа, како комуницирате во рамки на тимот и со луѓето надвор од тимот и со клиентите. Како кореспондирате во пишана форма со клиентите. Како си го организирате времето, она што рековме. Како да го издвојам тоа што е итно и битно, тоа што е помалку итно и битно. Како работам во рамки на тим, затоа што нашата работа во голем степен е во рамки на некакви тимови. Значи, вие не можете да организирате ништо во рамки на компанија ако не размислувате поглобално или ако не размислувате со вклучување на други луѓе. Затоа што идејата зошто еден тим постои е затоа што или целта е така да кажам зошто тим постои е дека очекувањата се дека тоа што тимот ќе го даде како аутпут и резултат ќе биде далеку подобро отколку секој од тие луѓе што би го дал индивидуално. И затоа ги ставаме во тимови, инаку не би имало потреба да правиме нели тимови. Друго е колку добро ќе се уклопи во корпоративната култура. Колку е флексибилен и адаптивилен, колку е сега морам да го да направам мала, ајде, не знам сега дали е окей, дистинкција помеѓу responsibility и accountability. Тоа е за нас еден многу битен концепт. Значи еден од главните постулати на кои што се базира нашата корпоративна култура се таа дистинкција помеѓу responsibility и accountability. Извинете, намерно ги кажувам на англиски, затоа што во нашиот јазик ние викаме одговорен или одговорност. Без обзир дали ти си одговорен на некоја позиција поставен од некого, да работиш и да одговориш на некои работни задачи, или ти самиот пројавуваш проактивно и асертивно поведение, ти си одговорен. И затоа имаме ние проблем да направиме добра дистинкција помеѓу што значи да се биде responsible, што значи да се биде accountable на одредена позиција. Кога ние зборуваме за accountability, ние зборуваме за assignment, за нешто што ти доаѓа од надвор. Значи некој друг те држи тебе accountable за тоа што ти го правиш. Значи твојот предпоставен, твојот менаџер, твојот лидер, како и да е, те држи accountable за работите за кои што ти одговараш. Значи ти положуваш, ајде така да кажам, некаква, како да го кажеме тоа, отчетност за тоа што го правиш. Значи ти правиш некои работи во име на компанијата. Тоа се твоите accountabilities. Од друга страна, responsibility пројавуваме кога ќе направиме нешто што не е напишано званично во некој job description, никој тоа не го очекува од мене, ама јас ќе го направам затоа што сметам дека е добро. Затоа што сметам дека ќе донесе добри резултати за компанијата, затоа што сметам дека ќе ги унапреди ситуациите и односите во тимот. Таа асертивност и проактивност, значи асертивност и проактивност во насока на не чекам некој да ми каже што треба да направам, кога ќе детектирам проблем. Тоа е responsibility. Значи responsibility е тесно поврзано со мојата асертивност и проактивност да преземам иницијатива кога ќе забележам проблем, без оглед што тоа не е во опис и попис на мојата работна задача. Тоа е тоа што го бараме од луѓето, за да тие луѓе ќе можат многу брзо да се одвојат од медиокритетите во компанијата и да напредуваат во кариерата. Затоа што можеш да ги пуштиш сами да функционира. Ме разбираш? Многу е со овие два концепти на responsibility и accountability многу тесно е врзан, да речеме, концептот на делегирање. Наспрема менаџирање, класично. Затоа што кога ти како менаџер ќе доделиш работни задачи, менаџирање што значи? Јас тебе ќе ти дадам опис и попис на работни задачи што треба да ги завршиш во одредено време и ние на одредено време правиме follow-up да видам до каде се стигнал. Се слушна со човеков, ја заврши ова, окей ли е се, нели? Менаџерот иницира комуникација и е како да кажеме, хеликоптер. Нон-стоп врти на тебе и те надгледува дали работите функционираат како што треба. И тоа е класичен микроменеджмент. Тоа е што викаме висење на врат. Да. Делегирање подразбира сосема друг, обратен процес. Сосема спротивен во однос на комуникација, во однос на менаџирањето. Кога делегираш, ти му даваш на вработениот цел, како да кажеме, процес во негови раце. Значи го правиш, не знам се на in charge за тоа што треба, како
да биде носител, Да, да ја води. Ајде така да кажем, целата структура или целиот процес самостојно. Дури му дозволуваш да носи некакви одлуки во рамки на неговите ингеренции во однос на тој процес, таа процедура и така натаму. Кога ќе му дадеш на вработениот можност да самиот ги бутка работите и кога ќе му речеш, слушај, ова е твојата поле на делување, нели? Еве ти ги како процесите стоеле до сега, види каде можеш да ги унапредиш, да ги смениш, да ги подобриш. Ако имаш проблем, барај ме. Значи, видиш, комуникацијата е сосема обратна. Менаџерот не ти виси на врат, не е тука околу тебе, него ти вика, ако имаш проблем, барај ме. Ама јас верувам дека ти можеш тоа и самостојно да го... Сега тоа верувам, исто ми изведеш. е фасцинантно за големи компании. Од овакви размери, кај што се работи за илјадници луѓе на мултинационални нивоа, и во формат во кој што денеска живееме, а тоа е хибридно. Да не речам и поише сме, барем вие како индустрија сте поише онлайн и не сте физички присутни еден со другот колку што сте. И како може човек еве да има доверба дека нешто ќе се заврши, без при тоа да биде премногу контролирано. Знаеш, каде е тука chicken or the egg, знаеш, од каде почнува, знаеш, дали прво давате доверба на човекот, па му ја одземате, мислам, не му ја давате повеќе откако ќе можеби нема да достави тоа што треба да го достави или ќе пробие рокови или нема да ја заврши задачата која што треба. Како изгледа тоа? Знаеш како, Јосиф? Да, хибридниот начин на работа за нас не е нешто ново. Или нели многу кај нас, поготово нашиве... Не е поради пандемијата само. Да, точно. Значи, знам дека доста компании го имаат тој предизвик за време на пандемијата. Ние работиме во ремоут услови многу години пред тоа. Значи, за нас тоа не е ништо ново, никаква табу тема и така натаму. Луѓето секогаш можеле да работат од дома, еве ние сега имаме подкаст од еден маркет. Така, значи, можете било каде сакате да работите. Можете на плажа да одите и да куцкате код. Тоа не е никаков проблем, никогаш не било проблем. За да можете да делегирате или да им дадете тоа што викаш ти доверба на вработените да функционираат самостојно, морате да изградите култура која што ќе се базира на доверба. Значи, ако јас немам доверба во вработениот, јас повеќе ќе го менаџирам. Ако имам доверба, повеќе ќе му делегирам. Дали немањето доверба во одредена личност вработен, независно, поише говори за тоа дека ја немам доверба во себе, или нема врска? Не мора да значи. Не мора да или значи дека верувам дека никој нема да ја заврши подобро работата отколку што јас. Постои тој феномен кај некој при тој принцип на микроменаџирање во се да бидам вклучен. Односно, ако не сум вклучен во се и ако не знам за секоја и најминимална информација која што се случува во тимот, јас да се чувствувам како неуспешен менаџер. Тоа е главниот, затоа ние имаме сме имали наназад по историјата и ден денеска разгледуваме такви програми, само пак ќе кажам во скратени форми, нели? Порано било 2 годишни програми, годишни, сега пробуваме од 3 месеци ако може да се направи некоја програма да спакувате само најбитни информации, да. Затоа што и работиме во агилна средина. Значи ние не сме waterfall методологија кај што еден процес треба да заврши за другиот да продолжи. Се тече паралелно. Во Scrum, еве, начинот на функционирање на кој што ние функционираме, сите процеси течат паралелно. И нормално е некогаш и да нема дослуг од еден процес до друг, па да се вратиме назад и да ги поправиме. Меѓутоа, за да можете да делегирате и да се чувствувате комотно со тоа, ние имаме специјални програми каде што ги подготвуваме нашите, ајде нема да кажам менаџери, сакаме менаџерите да ги изградиме во лидери. А за да бидете лидер, морате вие да го гледате напред патот и визијата каде сакате да одите, на каде сакате да го движите бродот, а луѓето ги оставате позади да ги буткаат процесите. Ако вие цело време се вртите со грбот назад, вие не сте лидер. Вие сте, може и фоловер ќе станете ако видите дека чекај сега да ви помогнам да се вратите назад, нели? Значи лидерот секогаш ја гледа иднината пред себе. Значи лидерот мора да размислува на каде ќе се движиме понатака и како ќе го шириме бизнисот, на кои пазари, кој ни е домейн таргет,
публика, што се случува со новите технологии, со новите чат GPT, чуда, artificial intelligence, Internet of Things, тоа се све теми кои што се многу актуелни и се случуваат. Денеска не е компјутерот само смарт и телефонот, денеска фрижидерот, тие смарт печката за печење, тие смарт бойлерот, тие смарт, нели? Значи зборуваме за Internet of Things и еден конгломерат од елементи кои што се така исповрзани и овој момент што ни се случува сега со Chat GPT, јас го гледам од една страна некои луѓе го гледаат како нешто застрашување. Готово изгоревме, човештвото пропадна. Така, нели? Ете го тој момент, страф од нови работи, зона на комфор, што ќе правиме сега, Chat GPT, готово не уби сите. Меѓутоа, која е придобивката на Chat GPT? Chat GPT ќе ни го реши проблемот со експлозијата на информации, ќе филтрира за нас. Ќе ни го тргне шумот од битната информација. Ако јас можам на Chat GPT да ми кажам, раскажи ми ја Ана Каренина или не знам која сакаш книга. Seven Habits of Highly Effective People у 3 реченици или у 2 страни или у 10 страни, тоа ќе го направи за мен без никаков проблем. Значи на еден начин ги дајџестира или ги джвака, ајде така да речеме, народски информациите за нас. Меѓутоа ќе дојдеме до фаза кога ChatGPT ќе му речеме, ајте молам напиши ми код за ваква апликација и ќе го направи тоа за нас, знаеш. Што се случува тогаш? Значи ние како човештво мораме да еволуираме. Мораме да најдеме нови начини како ќе бидеме корисни. Ајде условно да кажам, и за бизнис процесите, и за човештвото, и за така натаму. Значи новите начини подразбираат да некогаш промениме и позиции, ама некогаш и комплетно индустрија и се што правиме во животот. Тоа ќе биде една нова индустријска револуција, знаете, како тоа лудизам кога кршиле луѓето машини, кога мислеле дека им ја зимаат работата, тоа ќе се случи за некои си 20 до 30 на години од денеска. Луѓето повеќе нема да има потреба да куцкаат. Тоа ќе го прави некој друг за нас што симулира интелигенција. Тоа не е човечка интелигенција, ама е личи на тоа. Така. Ја имитира таа интелигенција и тоа ќе го прави многу добро и со помалку грешки од нас. Ние треба да најдеме начин како ќе се вклопиме во едно такво општество. Лидерот треба да се занимава со такви соиднината. Да, со такви информации. Значи каде одиме понатака. А за да може да се занимава со тоа, он мора да створи доверба кон луѓето кои што се дел од неговиот тим. Односно, зашто тогаш би имал ти тим ако ти мислиш дека самиот можеш се да направиш и не ти се потребни луѓе, така? Тогаш ти ништо не би пуштал од своите раце и не би дозволил луѓето да стануваат експерти во тоа што го прават. Ако сакаме луѓето да растат и да напредуваат, мораме прво да изградиме култура што се базира на доверба, без оглед што некогаш ќе сгрешат. Знаеш, јас не можам да кажам, ние не сме стандарден пример како Сивус, затоа што ние сме, ајде така да кажам, проевропско, западњачки насочена компанија. Нашите процеси се многу различни од, да не претенам се број, да не се расфрл од вера, 80% од компаниите во однос на тоа како функционираме. Да речеме, нашата култура, зборувам за нашево поднебје тука, е дека не создаваме доверба додека некој не ни ја оправда. Значи, ние како култура и општество, Балканот зборувам, не само ние, имаме голема недоверба кон, условно речено, кон луѓето, генерално, затоа што тоа така не научиле минатото, се што сме преживели. Значи, само свртете неколку страни на историја, ќе видите што се случувате и ќе сватите зошто луѓето пристапуваат со недоверба. Првично, зашто многу пати биле изгорени. И, значи, нашата култура традиционално е култура на недоверба. Додека некој не ја оправда доверба. Западњачката култура е малку пообратна. Што е многу еготрипски некако, да. Кој си ти да ја даваш или да ја така зимаш довербата. Ама така добро, има причина. Европската култура, или ајде не само европската, него таа западно-филозофски пристап кон работите, е повеќе релаксиран и повеќе пристапува со доверба додека не ја зезнеш работата. Тогаш они почнуваат да не ти веруваат. Значи, они прво пристапуваат со доверба. Значи, ние повеќе гледаме да го имаме тој пристап. Значи, настапуваме со доверба, додека не видиме дека некој нема капацитет да тоа го изведе. Ако нема капацитет, ние ќе се потрудиме да добро да го обучиме или да му дадеме помош. Нели? Така. Никој не се родил експерт и секој ја гради позицијата на која што се наоѓа. И затоа е многу паметно да почнеш со доверба. И ќе го испиташ
ќе направиш асесмент на капацитетот на човекот и ќе направиш понатака пресек на тоа кои се неговите можности, до каде може да оди и што му треба за да го бутнеме малце погоре да оди. Да излезе од таа зоната на комфорт, кај што е учењето, нели? Да. Да не извини. Во контекстов ме инспирираше се да те прашам во контекст на ова што го рече прозападно филозофство, размислуваме, имаме филозофија, процеси и така натаму. Знам дека и прозападнови и односот, односно културата која што ја креирате во нели работната атмосфера помеѓу вработените, помеѓу луѓето во компанијата. И многу често и сега еднаш е трендинг да многу компании нели се грижат за company culture, нели за културата во компанијата. Од друга страна сите тие компании се бизниси. И ако гледаме ние на еден бизнис, му е важно да извади резултати финансиски на крај на годината, за да може да сето ова да функционира, или во превод му треба продуктивност од се ова што го инвестира, као култура, као бенефиции, као нели можности, флексибилност дадена на работно време, на нефизичко присуство, хибриден момент и слично. И сега каде е границата? Како успевате да таа култура и бенефиции не преминат во преразгалување и изволјевање на крај и да се задржи продуктивноста на вработените? Така. Да, многу супер, така, солидно прашање. Долго, долго е, да, ама ќе се потребам вака на кратко некако да го сумирам ако можам. Значи, корпоративната култура, морам да кажам, е основен постулат на кој се базира унифицираноста на компанијата. Значи, ако немаме корпоративна култура која што ќе биде база и која што ќе им каже на вработените како ние се однесуваме и како функционираме, ние имаме раштиман оркестар. Имаме проблем кој што оди кон disengagement, како да го кажам, одслојување, да. Значи, одврзување од така е. Значи тој процес од системот. Disengagement ќе се случи многу брзо ако немаме здрава и стабилна култура која ќе ги држи работите вака собрани. Ќе биде као целулит и после тоа ќе почне да прелива, нели? Во контекст на речникот е тоа, да. Така што генерално културата, знаеш, вработените имаат многу кога ќе спомнеме корпоративна култура, малку чекај се што е ова многу апстрактно, филозофски. Да, пренагласен термин е у последно време. Сите го користат корпоративна култура, бла бла бла. Звучи така, звучи апстрактно и звучи теоретски, да е далеко од вистината. Корпоративната култура е многу практична, многу видлива, многу мерлива. Ние точно можеме да измериме каде се наоѓаме со нашата култура и кој фитува во нашата култура, а кој не. Зошто? Затоа што она што го детерминира корпоративната култура се однесувањето на вработените. Значи јас, колку ти ја поседуваш мојата корпоративна култура, можам да видам преку твоето однесување. И колку твоето однесување е во согласност со нашата корпоративна култура. А во подлабоките слоеви на таа култура се вредностите на компанијата. Што е тоа во што веруваме и што е тоа што за нас има вредност и значи. Нели, вредност. Така, затоа се викаат вредности. Така што корот, како да кажам, тие столбовите на културата се вредностите, а културата се манифестира во се што правиме. Зашто ако најпростата дефиниција за корпоративна култура е how do we do our business in general? Се што правиме, како носиме одлуки, како мотивираме луѓе, процесот на вработување, евалуација на перформанса, задоволство од работењето и така натаму. Комуникација, тоа што реков, интерна, екстерна, како менаџментот, да речеме, функционира, како во тимови носиме одлуки, како во менаџмент, како функционираме во однос на конфликт менаџмент, да речеме. Значи, сите тие процеси се дел од корпоративната култура. И затоа изгледа гломазно, да. Ама сите тие елементи, посебно кои ќе ги видиш и анализираш, се многу реални, можеш да ги видиш во однесување, знаеш. Така што нашата има една од вредностите, се нема да навлагам многу да ги анализирам. Значи people или луѓето на компанијата, зашто ти зградата и ходниците и канцелариите нема да го водат бизнисот, нели? Значи без луѓето ти немаш бизнис. Условно речено. Вториот постулат е знаењето. Без експертирате за те знаењето, поготово во software development. Значи,
толку има нови технологии, а и толку има стари и екзотични технологии, што е многу тешко да дојдеш до вистинските луѓе. Некогаш затоа нашиот рекрутмент процес е многу уско врзан со, како да кажам, процесот на headhunting. Значи ние бараме конкретни луѓе. Ние немаме бараме вакви луѓе со вакви и пријавете се на огласот. Нула. Немате пријава на оглас. Значи вие барате конкретен човек по социјални мрежи, по различни канали, нели? Така што генерално знаењето е многу битен фактор во компанијата. Потоа е тој foresight што викаме, не знам како да го преведам, како фокус кон иднината, кои ќе бидат трендовите во наредниве неколку години, што е главна тема за што се зборува денеска, како ние може да одговориме на тоа. Ние имаме една сестринска компанија СЕДЦ, во која што имаме центар за иновации, ајде така да кажем, бизнес акселератор и центар во кој што се баш разгледуваат и таргетираат овие нови иновативни технологии. А и во рамки на Сивус ние имаме Innovation Digital Lab, една специјална дивизија која што работи дедицирано на новите технологии и како тие ќе најдат примена во постоечките проекти, како може да ги интегрираме. После имаме, значи, реков Foresight, Excellence. Excellence се однесува на секогаш да се трудиме да понудиме нешто повеќе од тоа што ни клиентите ни го побарале. Знаеш, нели кога ќе понудиш нешто повеќе од тоа нешто некој ти побарале, ќе добиеш тој вау и браво. Мене не ми ни текнало на тоа, например. И тука имаш тој вау фактор на изненадување. Тие во software development ги викаат value added services. Вас, нели? Секогаш гледаш како можеш да пошто ние имаме комуникација со многу други клиенти. Значи знаеме и тоа што го бараат, ама знаеме и други работи што може да им кориснат, а не ги побарали. А што ќе бидат супер компетитивна адвентидж пред останатите. И најдискутабилната вредност која што како компанија имаме е агресивност. И секогаш, знаеш, ама чекај сега, зашто агресивност? Не само вработени, него и луѓе од надвор. Зашто агресивност? Па нели агресивноста е негативна, деструктивна, нели? Звучи така. Ние не се тепаме во компанијата, не правиме проблеми, не сме насилни. Кога ние зборуваме за агресивност, ние зборуваме за ова што ти го зборував до сега, на што се базира процесот на делегирање. А тоа е да бидам проактивен, да бидам асертивен, во смисла не чекам некој да ми каже што треба да направам, јас ја билдам мојата позиција и сум in charge за тоа што го работам и носам само одлуки за некои активности и буквално си ги сам сум, како се вика, газда на собствената позиција. Јас ја градам позицијата. А мојот менаџер може да ми помогне, јас можам да одам со барања кај него или си ги наоѓам луѓето што ми требаат за да ги избуткам идеите што сакам да ги реализирам. За тоа ни треба нас одговорност во смисла на responsibility, не accountability. Ти можеш да бидеш многу исполнителен, така? Фин работник, супер, си продуцираш на работната позиција, никаков проблем. Тоа што ти е дадено си го завршуваш, ама да ти недостасува responsibility. Односно да ти недостасува моментот на кој ќе се јави проблем, дека што има таму, чекај јас, дај да помогне. Не разбираш? Тоа е тоа што Кога ќе пишам тикет се појави проблем. Да. Значи како викат, немој да дојдеш со проблем доколку немаш ни бар некакво подготвено решение, идеи за решение на проблем. Така што генерално кога зборуваме за агресивност, тоа е за нас агресивност. Моментот на буткање независно, без да имаш потреба некој да те надгледува. Зашто кога јас градам релација кај што јас треба да те надгледувам или супервизирам тебе, градиме релација на родител-дете, нели, по трансакциона. Јас цело време, пази Јосиф овде, чекај овде го сгреши, чекај, ај овде поправи го ова, се слушнали со, нели, као со децата што правиме. Му се јавили нови како помина во училиште. Тоа е начин родител-дете на функционирање. А кога делегираме, кога им даваме процеси самите да ги буткаат, по цене и некогаш да сгрешат, па на грешките да научат, така се гради позиција, нели? Со постепено обиди и грешки во насока на тоа што го работим. Кога ќе делегираме, ние тука градиме релација на возрастен со возраст, кај што менаџерската одлука некогаш ќе зависи од информацијата што ќе ја добијат вработените. А не вработените да чекаат на одлука за да нешто испредуцираат. Ме разбираш? Значи сосема е многу поразличен односот и функционирање. Да, го разбирам. Мислам и
и сосема прави логика. Зошто е така? Чепнавме еве продуктивност и ќе се вртам се пак уште малку околу тоа. Поминавме низ еден период со пандемијата кај што за време на пандемијата и после пандемијата се нагласи потребата од ментално здравје и сигурен сум дека се среќавате многу со луѓе кои што имаат нарушување во менталното здравје, анксиозност, неприсутност, намалена продуктивност и слични појави. Како го адресирате, како го детектирате тоа, како им помагате на луѓето низ тој процес, затоа што е особено на овие поднебја, стигма, се уште не сме охрабрени да кажеме на менаџер или на било кој, на пријател не сме, не па на менаџер, слушај, ова ми се случува, ова размислувам, имам панични напади, имам некаков страв целовремено, како успевате како компанија да навигирате со овој проблем што е присутен? Апсолутно присутен. Јас морам да кажам дека овие феномени не е дека се случува само за време на пандемијата, ги имаш и претходно, меѓутоа беа многу поретки, многу изолирани, ајде така да кажам. Случаи затоа што тоа што се случуваше повеќе го припишувавме на burnout, како на согореност од работа, ама во смисла преработеност од, јас повеќе би го кажал тоа, од монотони активности кои што се случуваат репетитивно. Односно, кога долго време не излагате од таа зоната на комфорт, кај што се случува на ниво на аутопилот и ништо не се менува и секој ден вие 90% ист на претходниот, вие влегувате у тоа. И тоа е окей некое време така. Меѓутоа, ако функционирате така година, 2, 3, доаѓа до презаситување. И бърнаутот е многу реален проблем со кој што се соочуваат сите компании денес и пред ковидот. Значи постоел како феномен и претходно во помали размери. Така што генерално кога зборуваме за тој, ајде така да кажеме, бърнаут, денеска исто така многу различно гледаме на бърнаутот, затоа што е различно од како работите стоеле кога нашите родители биле во работен однос. Нели? Кога зборуваме за многу фиксен или ригиден начин на функционирање, каде што имате работа од 7 до 3 и у 3 завршува професионалниот ангажман. Нема смартфон, нема телефон, нема доаѓаш дома и почнува приватното време, фамилија, ручек, шетање и така натаму, пријатели, излагање и тоа и така натаму. Значи, имаш work time и life time. Да. И беше многу строга таа граница помеѓу work and life. Нели, work and life баланс беше лесно да се одржи, зашто постоеше јасна граница. Многу ретко, чудно се гледаше некој ако донесе работа дома во тоа време и ако на работа прави работи што се приватни. Нели? Да. Чудно се доживуваат тие феномени. Денеска како да ја објасниш ти на твојата мајка или на твоите повозрасни блиски луѓе, дека денес луѓето на работа може да имаат 1 час масажа, например. Или дека имаат спортски центар и вежбаат во теретана. Или дека играат билијард, или дека играат PlayStation. За нив тие концепти се непоимливи како тоа може на работа да се случи. Така што денеска work and life balance концептите се сосема променети. Значи ние кога зборуваме денес за work and life balance не зборуваме за фиксно работно време. Тоа си доаѓа и со оваа хибридизација, нели, што рековме. За синергија, за интеграција зборуваме. Да. Значи ние зборуваме за дека ти можеш приватни работи да правиш и наутро, а некогаш професионални работи да правиш и дома или во некое друго време. Значи, кога зборуваме за work and life balance денеска, не зборуваме за таа строга граница помеѓу приватно и професионално време, повеќе зборуваме во насока на да се има уште барем една активност која што ќе биде различно тоа што го правиме на работа. Значи да не изеде монотонијата на секојдневието. Барем уште една, дали ќе биде хоби, дали ќе биде, не знам, подкасти, дали ќе биде планинарење на водно, не знам, терет, нешто. Лекции да упишете на нешто, некаков курс. Значи, учење на нови работи. Ама област која што е различна од тоа што го правиме на работа. За да ги избалансира ефектите на монотонија, што сигурно ќе се јават после неколку години, ако не промениме нешто. Значи, еден начин како можеме да се бориме со таа монотонија е преку
дополнителни, затоа ние имаме многу такви well-being програми. Йога 2 пати неделно, аеробик 3 пати неделно, спортски центар и теретана. Сме имале Масажи. пред ковидот, да, исто е така, и доста време имавме масажи, вработените може да си закажат. Пристап до теретаните на секаде во градот free of charge на сметка на компанијата. Значи многу различни моменти. А да не зборам колку се дешавки во смисла на технички, еве како што организираме панел дискусии, средби, забави, барбекю евент, ваков евент, огромен број на такви ивенти кај што вклучуваат и семејства, и децата, и Дедо Мраз, и се тоа, значи во текот на годината. Роден дени на компанијата, многу такви ивенти. Затоа што тие го држат тој sense of belonging, што викаме, кон компанијата. Припадност. Така, чувството на припадност кон компанијата, а од друга страна го малце раздвижуваат, динамиката ја раздвижуваат, да не е секој ден ист. Одам на работа, се враќам, спијам, сабајлето продолжувам. И тој момент, значи, на бърнаут беше проблеми претходно, се случуваше. Ковидот донесе нови предизвици, затоа што пак ќе кажам, наш ремоут начинот на работа не ни беше нов. Ново што беше за време на ковидот беше задолжително, како да кажам, ремотизирање. Значи, и кога сакаш да дојдеш на работа, не смееш. можеш. Да, тоа беше проблемот за ковидот. А не работењето од дома, ништо ново. Значи, ние Па во такви услови, како препознаеш дека човек се соочува со прегореност, со анксиозност, со можеби Знаеш состојба како? која што така. е нарушена ментално здравје. Многу, пак ќе кажам, не можам да кажам дека сме репер, затоа што кај нас луѓето поголемиот број, имаме таква култура на отвореност, луѓето се многу отворени. Зборуваме за такви. Сте им дозволиле дека тоа е средина во која што може да сподели. Да, затоа што ние ставаме фокус еве на спортски активности. Секогаш маратони сите со години наназад најголемите тимови на маратони секакви. Во не само во зборувам во Скопје, во секаде, во Београд, во Нови Сад, во Кргујац, во странство одат колеги на маратони, хајкинг ивенти, значи ивенти кои што вклучуваат малку и физичка активност, која што е многу битна за тоа. Коучинг сесии, имаме интерен коуч во рамки на компанијата кој што работи и со менеджмент, по потреба и со вработени. За време на ковидот специјално изработивме на well-being страна, така се викаше, специјална, која што беше поделена по категории. И сега да речеме, една категорија беше посветена на овие стрес, како да се справам со стрес, панични напади, анксиозни реакции, несоници, такви проблеми. Втора категорија, како да бидам продуктивен и да го испланирам времето соодветно во домашни услови. Како да си направам homework of, треба деск, столче, ти треба да прилагодиш некој ќоше Да личи на канцеларија, колку може, После тоа, една категорија се однесува на тој body awareness и физичка активност, фитнес и healthy lifestyle. Една категорија се однесуваше на fun, social activities, gatherings и така натаму. Таму имаше и специјален контакт до психолози кои што ги имаме во таа насока на канцелинг, на советување, на психотерапија и така натаму. Имавме хот линија во одредени времења, во секое време да вработените се јават доколку почувствуваат потешкоти, проблеми или сакаат да поразговараат со некого. Доста луѓе имаме што, знаете, се не живеат во Скопје, а се тука сами. И се дополнително затворени во локдаун. И тоа станува многу проблематично. Друго, да одржите состаноци, се пред очи онлайн. Ние претходно сме си имале онлайн. Барем дел од членовите во тимот секогаш биле онлайн, на скајпови и Teams и така натаму. Меѓутоа, сега подразбираше дека сите мора да бидат онлайн. Па морате да им дадете начин како функционираме кога е онлайн. Не почнува состанок, добар ден, ајде да почнеме. Значи, состаноците почнуваат. Дојдовме, се собравме да почнеме. Да. Значи, small talk. Дечки, како сте, што правите, добри сте по дома, се ли окей, куќето, децата, значи, малку морате да го почнете разговорот, да се задржи тој human touch што се губи, де факто. Ние сите тие моменти што сме ги имале во физички сетинг ние проблеми на работа и некогаш многу комплицирани ситуации сме решавале на пауза. Што викаме ние на цигарче, во сленговски.
Значи ќе излезеш на пауза или ќе видиш некој ходник, и шофериш кај се, ајде да се видиме на кафенце 5 минути. Тоа било доволно за некогаш и ете. И проблеми да се решат, тоа се изгуби. Исчезна, значи. И затоа ние дури им препорачавме на работените, закажете си пауза во календар. Значи тие 10-15 минути закажи ги во календар, пошто иначе нема да се случат. Ако не ги Инаку ќе биде закажеш. чекај уште ова, Чекај уште ова и дојде моментот кај што више губиш осет кога завршило работното време, кога почнало, нели? Почна луѓето да губат осет за времето, нели? Кога доаѓаш на работа, да се откуцам, нели, чек-ин, чек-аут и имаш осет повеќе за тие работи. Па чекај пауза, па чекај ме викнале и така натаму. Тоа почна да се губи и таа изолација за некои луѓе беше, знаете како? За некои луѓе тоа е окей. Некои луѓе може да функционираат многу. Нив поише ги исцрпува да се во меѓу луѓе, него ли да како се да кажам. изолирани. Имате поинтровертни особи кои Така што е. тоа сосема и одговара. Им одговара на некои луѓе. Меѓутоа, затоа кога направивме една, баш се сеќавам, една интересна анализа на впечатокот на вработените за тоа како pulse check survey. Знаеш, не е како класична satisfaction survey, она што е големо, него чисто некоја тема таргетирана, на кратко. И многу беше интересно дека ние 63% од вработените беа сосема комфорни со работењето дом. Немам проблем на станување од сабајле, облекување, туширање, гужва у сообраќај. Супер. Меѓутоа имаше дел од, не можам да кажам, дел од вработените на кои што тоа негативно им сметаше. Да. И го бараа тоа. Тоа јавно го покажува. Ако не го покажува јавно, тоа се гледа. Имам несоници, имам проблем, имам стравови, имам, не знам. Ги гледате дека се потиштени, ги гледате дека се дезориентирани, ги гледате дека се ништо не ги инспирира, ништо рамни. Индиферент. Да. Значи тоа можете да го препознаете. Малку вака ако сте Присутно су комуникацијата. Да, ако сте малце по alerted, како се вика тоа, буден за ситуацијата, може да се види. Затоа викам, културата е детерминирана од однесувањето на вработените. И затоа ние мораме многу да внимателно да го пратиме нивното однесување. Затоа што нашата култура е она што 80% од вработените го прават. Како начин на однесување, како оние хабитуални акции што се случуваат во текот на денот. И тоа е слика, тоа е дава од како се вика тоа? Одраз на културата наша. Значи ние со нашето однесување ја детерминираме културата. За да настане шифт во културата, мора да настане шифт во однесувањето на луѓето кои што ја градат таа култура. Така што многу е битно да се работи на тоа однесување. И затоа ние уште во самиот процес на онбординг, кога ќе влезат во компанијата, ние викаме добар ден, ова е компанијата, вака сме пораснале до сега, вака функционираме и ова се битните, имаме еден approach, така се вика. Тренинг, буквално approach. Значи им даваме готови рецепти како комуницираме внатре во компанијата, интерна, екстерна комуникација, корпорет комуникација. Како пишуваме мејлови и се обраќаме. Како си го планираме, нели, тоа времето, како работиме во тимови, како решаваме конфликтни ситуации, како носиме одлуки во рамки на тим. Како да станеме по-флексибилни и по-адаптибилни за да ја прифатиме промената, која што се случува секојдневно. А ако не прифатиме, ако бидеме ригидни кон промена, ќе имаме проблем да се прилагодиме на новите. Тука е се тие конфликти кои што настануваат. Кога луѓето ќе Да, во толкава компанија, знаеш, мора да си во рамките на куќниот ред, условите. Мора да постои, затоа има и она што викаме тимски норми, нели? Тоа се као што викаш куќен ред. Кои се основните правила и постулати на кои што се базира овој тим? И самите тимови се вклучени во процес. Ние дури имаме еден концепт што се вика многу сега името е малце специфично, extreme leadership. Што тоа значи? Ние во сите други канцелари, значи ние имаме канцелари во многу држави. А сега како уште поголема групација во уште повеќе држави и ќе континенти веќе ќе бидат упрашања. Да, значи имаме и на другите континенти вработени и ќе станеме повеќе од 3.500 вработени. Тоа е една стварно завидна бројка на вработени и ние сакаме тој концепт на делегирање да го екстраполираме и таму. Значи,
сите други луѓе и вработени кои што живеат во други држави и градови, каде што можеби имаат физичка канцеларија, а можеби и не, ќе имаат можност да во рамките на одреден доделен нивен буџет да организираат некои бондинг ивентс, активити, самите одлучуваат што ќе прават, како ќе ги вложуваат, како ќе ги искористат тие средства, затоа што најдобро знаат што на нив им треба, најдобро знаат што сакаат, нели? Ние имаме корпоративни департменти, логистика и маркетинг што совршено ќе им организираат и забава и провод и нели се тоа. Меѓутоа ќе го немаме моментот на личен печат, на што луѓето сакаат. Ова им дава слобода да видиме што тие сакаат. Порано кога беа во офиси пред да биде овој хибриден работен модел кај што сега сме повеќе организиране во форма на coworking spaces, многу по како да кажам, многу беа вклучени во процесите што се случува во канцеларијата. Значи луѓето беа вклучени во дизајнот на канцеларијата. Па една канцеларија изгледа индустријал дизајн, па другава ти е покласична, третата ти е со Барок пароли, немавте. да, барок или... не знам, не сме имале, мислам тоа, ама пароли над зидови и така натаму. Така што печатот на луѓето можеше да се види во офис спейсот. Па како ќе им изгледаат креативните соби, па вакви сабскрипшени, па вакви games и entertainment активности и така натаму. Така што кога луѓето ќе го направат тоа сами, повеќе го чувствуваат као свое. Ако јас ти дадам нешто, ти ќе речеш па ти ми го даде вако, нели? Кога ќе настане проблем, ќе речеш па ти ми го даде, ти си крив. Кога ти ќе го направиш, А кога сам и ќе ќе го се избереш, ќе грижиш, речеш и ќе го промовираш. и сега ќе ако го не ти се допаѓа, ќе речеш извинете, сгреши. Го немаш тој blame game што се игра. Кога некој друг ќе ти наметне правилна игра, тогаш одговорноста е кај него и можеш со прст цело време да покажеш. А кога самиот си in charge, ти викам не знам како да го преведам соодветно тоа, кога самиот си одлучил за тоа, ондак малку немаш на кого да го насочиш прстот. У таква голема компанија, дали некогаш се, не знам, знаеш, тоа е прашање што на крај на денот ништо нема да смени одговорот каков и да е, ама во толкава компанија реалноста е голема дека многу луѓе помеѓу себе апсолутно не се ни познаваат. Дека постојат и кои што работи, знаеш, можеби позади ако се открие тоа познанство, вреди, можеби ќе има вреден однос, убаво пријателство и слично. Дали дали ви е криво дека можеби понекогаш да не е толкава компанија, можеби луѓето ќе бидат многу по конектирани помеѓу себе? Да. Затоа што, знаеш, сепак предизвика е толкав голем тим од илјадници луѓе да биде, нели, да функционира, мислам, не е возможно. Така е, апсолутно. Многу е, знаеш како, од една страна ова што го велиш ти, агилноста почнува да станува крута кога ќе се гломазноста ќе се зголеми. Колку повеќе растеш, агилноста пати или трпи, ајде така да кажеме. Затоа кај нас тимовите гледаме да ги структурираме на многу по-микро ниво. Значи ние немаме таков конгломерат од тимови со, не знам, огромен број на луѓе. Имаме и поголеми тимови, меѓутоа секогаш гледаме да е колку може повеќе функционален тимот како еден микросвет и организам. Затоа што тимот е као жив организам, нели? Како беше она? Прво имаш форминг, сторминг, норминг, перформинг и аджоринг, тоа кога правиш нови тимови на крај. Значи кај нас тимовите никогаш не сме ги гледале тимовите како нешто што е дадено еднаш за секогаш и нешто што е фиксно. Ние имаме луѓе кои што се дедицирано работат во 3 или 4 тима. 20% во еден тим, 10% три позајмени ресурси, ме разбираш? Значи тој момент на шифтање многу често го имаме. Имаме момент на job rotation по време. Дури во менаџмент сме имали. Менаџер од сосема една дивизија пренасочен на сосема друга позиција во друга дивизија. Па да видиме како тие процеси ќе ги хендла внатре. Имаме, да речеме, ситуација кај што вработени, да речеме, сакаат да се преквалификуваат. Овозможуваме можност за ние гледаме дали имаме потенцијал и можност тој соодветен вработен кој што сака да се преквалификува да го ставиме во друг тим, во друга дивизија, во друга технологија, да речеме. Така што
Таа флексибилност постои. Сега колку имаме капацитет да ги уловиме сите такви моменти, не верувам дека успеваме, дека баш за сите тоа ќе можеме да го направиме, меѓутоа сме свесни за тоа и гледаме колку можеме повеќе да влијаеме на тој процес на движење, на мрдање, на изместување на коцките внатре, за да направиме малку некоја нова динамика. Затоа што иначе пак се заглавуваме од тоа, статус квото што е монотона Апсолутно. и носи барнаут. Така е. Што е твојот моментален предизвик или инспирација што ти сакаш да го научиш, наметнеш во компанијава и да го спроведеш? Па, знаеш како, моменталниот предизвик не е и мој личен е, затоа што сум директно засегнат и вклучен во тие процеси, а меѓутоа и корпорацијски. Затоа што сега сме во тој процес на ребрендирање на компанијата во поголема групација, значи со многу повеќе компании со различни процеси кои што треба да се стримлайнираат и алайнираат и аџастираат и не знам што све. Значи тоа е еден добар предизвик кој што треба, ама мене тоа не ме плаши, пошто мене ми е драго што ете пак се излагаме од зона на комфор, да. Излагаш од зона на комфор, учиш нови работи. Не е лесно, не е едноставно, ама тоа е убавината. Значи работите ако се лесни и едноставни, не можеш многу да научиш или да напреднеш. За да бидеш квалитетен, мора да правиш и тешки работи, и комплицирани работи, некогаш и досадни работи. И веројатно и знаеш сигурно и дел од работата ти е да ги смириш луѓето дека се ќе биде во ред. Затоа што знаеш кога се прават такви огромни промени, аквизиции, спојување и слично, менување на процеси, постои страв кај луѓето, леле дали ова што до сега јас го начинов на кој што до сега ги правиме работите ќе остане или ќе се смени и ја ќе треба да си одам од компанијата. Да. Не, кај нас го немаме тој проблем, знаеш, во софтвер девелопмент немаат многу луѓето од тој аспект се комотни. Да, дека ќе ја изгубат позиција, затоа што веруете ми добиваат понуди на дневна основа. Значи немаат концерн од тој аспект. Да. Повеќе има од аспект на како ќе биде во новата компанија, job description-от, која технологија ќе работи. Значи нив поготово на девелоперите ми е битна технологијата што работат. Да е тоа ново, да е тоа нешто актуелно, затоа што они како викаат цената на пазарот ми расте кога ги знам актуелните трендови. Ако сум заглавен во некоја технологија што е доста стара или не е актуелна, полека вредноста како да ви недостасува. Така што генерално предизвиците се повеќе во насока на усогласување и тоа знам дека ќе се случи. Значи ние како компанија не сме имале проблем, затоа викам нашата компанија е многу диверзифицирана. Во многу земји ние сме интернационална компанија сега. Сето тоа само ќе се екстраполира пута 100 од како што е сега. А инаку внатре промените, процесите и претходно сме ги имале и сега ќе ги имаме и понатака ќе ги имаме. И јас затоа сакам да кажам не сум уплашен, повеќе сум комотен, зашто знам дека тоа ќе не натера да научиме нови работи и да порастеме, да станеме уште подобри во тоа што го правиме. Супер, и се надам дека ќе зборуваме и кој ќе бидете официјално 3500 луѓе, ќе зборуваме за година дена од сега за. Ние сме веќе 3500 луѓе, само треба да се тоа некако во групацијски структурира. Инаку да, тоа е веќе една голема бројка и мислам тоа е официјална информација. Така што ќе бидеме во контакт, нели? Ќе гледаме како ќе се случува. Да, Владо, уживав ја, мислам и у разговорот со тебе некако е многу ликвиден и во многу насоки, да. И фала ти еве што си ја разби комфорната зона и што се впушти во нешто до сега што не си го правел, али изгледа како да си го правел по 15 пат. Да. Не, морам да признам, при крајов више ми станува ми влезе комотна. Иначе на почеток малку ми беше така. Баш ми е, мислам, драго и ти си многу елоквентен, како да кажам, домакин. Добар домакин. Да, добар, знаеш да пратиш и прашањата ти се така смислени на место, логични, така што ти благодарам на поканата и се гледаме во наредна некоја прилика секако. Ќе се видиме. Фала ти шенаш. Фала ти на тебе. Поздрав. Поздрав.